Цело Маало во близина на сточниот пазар во Облешево е со поплавени дворови и подруми од излејана фекална вода. Причина за тоа, велат мештаните, е што поради долготрајниот период со врнежи, како и од близината на околните оризни ниви, се покачило нивото на подземните води. Освен директната штета по имотот, облешевци се жалат дека не можат да ја користат и водата за пиење од нивните хидрофори, поради што се приморани да купуваат флаширана вода. Загрижени се што водата што со месеци стои во нивните дворови и бавчи може да придонесе за ширење зарази, а веќе им го уништило градинарското производство. Има агрегати, има машини, има цистерни, оваа вода да дојдат да ја исцрпат, да се излече. Оваа вода, ако остане, да чекаме самата по себе, да ја однема водата, значи тука треба да мине една година. Ово е мало, тука овие 20 кујки, тука имаме 30 деца. На 30 степена температура, тука ќе фане разни болести. Онекме до овде беше бол. 3 декара бакшче имаме, погледни да видиш што е натам. Се е трава, растение, ништо нема. 2 пати ја пресадуваме бакшчето и па ништо нема. Облешевци се жалат дека немаат ни основна комунална инфраструктура со која ќе се прибира отпадната вода во селото. Па мислам дека е причина дека немаме водата на дека да ни тече, натам треба да има и црници на некаде. Тоа треба да се ископа за да се влече водата или канализација или било што. Ние немаме канализација, ама јамите се и пуштат, се тука водата се собира. И сега ние што да правиме? Кој како се ископа од куќата, тука дојде водата. Жителите велат дека 20 на години очекуваат локалната власт да го реши проблемот, односно да се изгради прописна канализациона мрежа. Од општината рекоа дека се преземаат конкретни мерки на тој план. Веќе во процедура не тендерската постапка за довршување на канализацијата во село Облешево. Водоводот, значи во план е завршени са проектите за Облешево, Чифлик, Чешиново и Уларци. Се надевам дека во преговори сме во најскоро време со кредит од Светска банка и со поврзување на водоводот во Кочани. И во овој мандат да накачаме точно време, се надевам дека ќе ги завршуваме работи. Личков вели дека решавањето на проблемот ќе биде со средства од општинскиот буџет, со помош од државата и од други извори. Истовремено упати и апел до граѓаните да ги исчистат, односно да не ги затрупуваат каналите покрај своите имоти, за да може водата непречено да истекува.